Со македонската влада граѓаните можат да бидат безбедни. Политичките криминалци ќе одговараат за сторените кривични дела, порача премиерот Христијан Мицкоски. Според него, со жестока борба против криминалот и корупцијата мора да се даде надежда кај обичните луѓе. Мицкоски нагласува дека како влада покажуваат дека може поинаку од она што било претходно. Сега се поставува прашањето како овие кои што денеска се обидуваат да дефокусираат, не успеале изминативе 7 години ништо да сторат во оваа насока, а ние за помалку од 6 месеци како влада молевме за трпение и покрај сите обструкции што ги имавме, молевме за трпение да само во неколку дена преку една робусна акција влеземе во разбивање на ваков тип на криминални структури. Со оваа влада граѓаните можат да бидат безбедни, продолжуваме во нашата одлучна битка против сузбивање на ваков тип на криминални структури. Една од главните цели на владата е економскиот развој на државата. Мицкоски порача дека активно се работи на ова поле. Првичната главна цел наша беше да го сопреме слободниот пат, во што успеавме, ја консолидиравме состојбата, а потоа постепено да дојдеме до точка 0. Можам да кажам дека ние се уште не сме дојдени до точка 0, се качуваме таму. Очекувам на пролет некаде да дојдеме до точка 0, месец март, април, и потоа да почнеме да ја развиваме државата онака како што имаме намера. За органите на прогонот не е достапен поранешниот прв вице-премиер Артан Груби. Според Мицкоски тоа е доказ дека не е чист пред законот. Факт е дека не бил чист како солза, бидејќи ако бил чист како солза, немало потреба да биде бегалец од правдата, туку ќе дојде тука и ќе ја брани својата невиност. Мицкоски порача дека ВМРО-ДПМН е како политичка партија и коалицијата, но и самата влада што ја предводи, навистина прави се што може во овој момент да испорача резултати.